Përmbytjet të ndodha një ditë më parë në Kërçov kanë shkaktuar dëme të mëdha për banorët e disa lagjeve të qytetit. Ndër më të goditurat janë lagjet Prilepska dhe Potvarosh, ku uji ka depërtuar në shumë shtëpi duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Banorët e këtyre lagjeve shprehen se dëmet janë të mëdha dhe se nuk mbajnë mend përmbytje të përmasave të tilla prej shumë vitesh. Сме имале поплава пред земјотрес од 63-та. Овде вака. Исто вака, мислам, поплавена куќата била. До сега ваква поплава не сме имале никогаш. Водата дојде многу брзо. Во 10 сатот комшијава ми се јави на телефон, преливат реката од задната страна и за пола сат се наполни вода. Овде 1 метра е нивово на куќава, гледате до каде. Исто така име на комшијата ми се јави, така да ова е во минативе 59 години, ја го што знам, 4 или 5 поплава, но вака брзо да не поплави во рок од 20 минути, да постигне висина од пола час, да постигне висина од метар, ова досега се нема случај. Значи, ние кои сме поплавени тука во Прилепска, пред месец и една недела бевме поплавени, полојна влезе водата, негде 70-80 до метро, али сега е влезена више до плафон. Значи, ние немаме решение за да се вратиме во овие куќи. Затоа ќе даа еден апел до надлежните, до владата, да може да се најдите едно решение за нас, затоа што ние немаме ке дојме. Гледате. Демека не се облага ни внатре, све паднато и зидови, све куќата не се облага. Не може да живееш, немаш и готово. На улица сме, тоа. Një pjesë e banorëve të lagjes Prilepska, të cilët janë strehuar përkohësisht në palestrën sportive në Ivanidol, kërkojnë nga institucionet kompetente që të përmbushin premtimet e dhëna për sigurimin e banesave, duke theksuar se kanë nevojë urgjente për një zgjidhje të qëndrueshme. To je za žal. Со се деца? Деца, значи на улица се. Немат кај да. Како ја, така тие. Ја поздравувам владата. Добро да не смести, да ни направи некои станови, нешто да ни помогне. Сакам јас само едно прашање до градоначалникот и прошлиот и сегашниот. Овие бројчи, како се издадеме? Што ова бројче, ние го плаќавте по 100 евра на пршташ. Ова бројче. 200 евра сме платили. Само момент. Во предби се 31 стан. Кој јас работам во становите и знам како на тоа изгледа. Од 30 стана, а барај не беа поднесени над 200. Сутриво печат. Еве го со печат, со име и презиме. Во што е проблемот? Зошто ве станеш сега? Значи, 30 фамилии се. Вака душо. Ние сме овде вака, како цела држава знае состојбите наши. Овие, што ни се доделени, причината за станот, сме ги платили по 200 евра документи сме платили. И долу ние немаме за живење каде. Тоа на лице место, 2 пати поплава не пати. Значи ве молиме, сакаме, ние сите од вака што сме, да си оиме во станови. Да, сакаме да ги добиеме становите поради не фате поплава во сите 3 соби, сите 3 каучи, врати ми се откорнати и вака се сите 3 соби, значи ломе хаос на не за живење. И јас се плашам и да седам во куќата. Ја одавде барам смештај. Ако не ми дава смештај, ја одавде не излагам.